Внесување на останатите показатели за судските предмети. Во менито предмети, значи имате листата на сите предмети кои ги имате до сега внесено, според допис, клиент, кој е одговорен, датум, дали е завршен или не е завршен. Доколку сакате некој да избришете, тогаш во ова мени избриши го случај. А доколку сакате да менувате, тогаш кликнувате во моливо за едитирање. Ова се основните податоци за предметот и сега идеме со инволвирани лица. Клиенти. Додади клиент, додади нов и клиент име. Марко Марковски. Го внесувате неговиот мейл, иако не е обрзувачки. Телефонскиот број. Фирмата, доколку има фирма. Имате можности и повеќе полиња, значи да ги внесете единствениот даночен број, бројот на лична карта, жиросметка, банка, доколку ви се потребни. И кликнувате во запамти. На тој начин сте го внеле, забележувате, клиентот. Можете да ги внесете противниците. Исто додади нов противник и ги внесувате името, презимето, доколку сакате и доколку ги имате тие услови, односно доколку имате потреба да ги внесете, повторно кликнувате во запамти. Адвокати, кои се од другата страна, додади нов, адвокат противник, еве на пример се извинувам. Го внесувате мейлот доколку имате, телефонскиот број, доколку имате и повеќе податоци, значи истите што ги имавме и претходно, кликнувате запамти. На тој начин го имате и адвокатскиот противник. Го внесувате судијата, доколку повторно сакате, значи ова се ваши избор, судија име, на пример Коловски. Ако има телефон, мейл, фирма, можете да ги внесете, кликнувате запамти. Ги внесувате сведоците, повторно во додади нов, значи името, презимето на сведокот, мајлот, телефонот. И запамти, но при тоа што не внесат ништо. Значи на тој начин ги внесувате податоците за сите учесници во судскиот процес.